Почитувани, добар ден. Време е да го започнеме најновото издание на Црвена линија. Рис, црвен лав или нешто сосема друго. Партиите веќе почнаа да нудат идеи за главниот символ на државниот грб, откако премиерот откри дека со коалиционите партнери го отвориле прашањето за промена. И сите до еден имаат предлози: црвен лав на жолта основа, жолт лав на црвена основа, рис, сонце со 8 краци, со 16 краци, некој се за сонце со 12 краци. Идејата за промена на државниот грб потекнува од 2014 година, кога владата на Никола Груевски излезе со предлог за црвен лав на златно-жолта заднина во форма на штит, како и круна во горниот дел во форма на тврдина. Тогаш од ДУИ се согласија, велејќи дека лавот е дел и од албанската традиција, а круната го представува скопското кале, но консензус не беше постигнат. Граѓаните никој не ги прашува, изненадени, загрижени, со право се прашуваат. Дали некој размислува дека повторно треба да се менуваат лични карти, пасоши, возачки дозволи, изводи? Ни треба ли нов грб на државата? Тоа е централното прашање во Црвена линија, но секако и потсетување дека Црвена линија редовно поставува прашање и во рамки на Инстаграм анкета. За да бидете дел од оваа анкета, заследете го на Инстаграм профилот на Телма телевизија и одговорете на следново прашање. На Инстаграм стори, кога ќе кликнете, Црвена линија ве прашува: кој ќе плати за промена на грбот на документите? Имате две опции за одговор. Под А, владата со парите на граѓаните, или пак под Б, граѓаните сами ќе си платат. Кликајте на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и секако резултатите, како и секогаш, ќе ги соопштиме пред крајот на ова денешно издание. Во продолжение треба да го погледнеме и прилогот на Петар Догов, а потоа почнуваме со вас. Државниот грб таков каков што е во моментов ја отсликува реалноста на современата македонска држава, на македонскиот народ и сите етнички заедници. Ваков е ставот на председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски, откако премиерот го отвори прашањето за промена. Пред неколку дена Мицкоски потврди дека со вреди веќе разговарале за нов државен грб. Димитриевски пак тврди дека ЗНАМ досега нема разговарано со никој на оваа тема, иако секој предлог е вреден за разгледување. Прашањето за промена на државниот грб според владиниот партнер од албанскиот блок вреди. Е добра прилика за пакет на промени и доуредување на другите етнички прашања, како што е формулацијата за албанскиот јазик во уставот. Ценати дека химната не ја одразува реалноста, на што од ВМРО ДПМН ја одговорија дека ниту се разговарало, ниту во иднина ќе се разговара за тоа. Но со дебатата за државниот грб ќе се отворат и други прашања, оценува лидерот на ЗНАМ. Факт е дека имавме еднаш можност и го менуваме, тоа е си isfrливме петократката, кое што исто така е неодминлив дел од нашата историја. Ако веќе разговараме за промени на грбот или на државните одбележја, мислам дека ќе се отвори една голема дискусија, голема тема. Јас лично сметам дека овој грб кој што државата во моментов го има, ги задоволува сите потреби и од историски континуитет и од географски континуитет. Од ВМРО ДПМН не отстапуваат од ставот дека Македонија потребно е да го напушти друштвото на земји со стари државни символи. Државата има историско наследство кое што може да се отслика во современ државен грб, смета пратеникот Антонио Милошовски. Македонија не сметам дека би требало да остане во друштво со Белорусија, со Таџикистан и со Ангола. Ова се едни од ретките земји во светот кои што се уште имаат советска символика по однос на државните грбови. Политичката јавност веќе дебатира, партиите се јавуваат со идеи, дали лав или рис е добро решение, а Димитриевскиот ЗНАМ е дециден. Не смее да се дозволи во државните обележја да се наметнува политиката и преку нив да се врши партизација. Факт е дека од историски и хронолошки аспект во државата многу символи кои што се поврзани со Македонија и нејзината историја во минатото се употребувани од страна на политички субјекти. Сите тие символи нам ни значат, вклучувајќи го и лавот и сонцето од Кутлеш, кое што повеќе за жал согласно Преспанскиот договор не е составен дел од таа
да кажам, иконографија, но како и да е, исто така и петокраката. Еден од лидерите на Вреди, Тара Вари, предходно повика да се решат етничките прашања, па да се фокусираме на економијата, евроинтеграцијата и корупцијата. Аналитичарите на став да не се прави дефокус од главните грижи. Се нас се покажува дека оваа тема повеќе може да ги окупира медиумите и етнички, религиозни и други поделени структури во општеството, да се навраќаат и да дебатираат долго, наместо да се занимаваат со централните прашања. Од СДСМ порачаа дека остро се спротивставуваат на идејата. Сметаат дека сегашниот државен грб ги отсликува сите карактеристики на ова поднебје. Нема никакви етнички обележја и доколку има официјална иницијатива ќе ги искористат сите демократски средства на располагање за да спречат промена. Време е да започнеме црвена линија со вас, односно да ја креирате токму вие. Прашањето за денес во црвена линија е: ни треба ли нов грб? Секако имаме и прашања. Плюса тоа е дали некој ве размислува дека повторно ќе треба да се менуваат лични карти, изводи, пасоши, возачки дозволи. И според вас, еве, кој ќе плати промената на грбот и на документите? Како и да ве подсетувам, не заборавајте да не заследите и на Facebook црвена линија нашиот профил, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Коментирајте, споделувајте, а секако коментарите ќе ги читаме во рамки на ова издание меѓу гледачите кои што ќе ги вклучуваме во живо. Ние сме подготвени една многу важна исто така напомена од технички аспект. Доколку го завртите нашиот број 023070005, задолжително и целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден! Добар ден! Поздрав до вас, во црвена линија сте. Поздрави од мене, до вашата госпоѓатина, и сакам да ви кажам. Едно што сакам да кажам, дека прво треба да се праша народот што живее во Македонија, а втора работа кој ќе го плати. Сигурно пак народот ќе го плати со тие мизерни плати што ги имам. Така да народот треба да се плати. Не партиите, не парламентот или владата или било кој да. Значи народот треба да се изјасни што треба на нашата држава, дали треба знамето да се менува или не, они ќе кажат. И они се тие што се гордеат со тие знамето сега што го имаме, а не да додаваме те мечки, те ѓаволи, те ваква и те онаква, те вампири. Ми се чини дека ова знаме што е доволно за сите структури што живеат во Македонија. Мислам дека треба да се размисли и да се прашаат граѓаните, било дали е тоа од македонците, албанците, од сите структури што живееме, да бидеме еднаш на едно, а не сега ќе ставаме лав, па рис, па ајде после ќе бараме еве рожа да дојде на знамето и некои други работи. Значи јас сум и така треба да мислат цел народ во Македонија што живее. Благодарам што со вас го започнуваме ова издание на црвена линија и секако за тоа што го споделивте вашето мислење со гледачите. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчо, ни треба ли нов грб на државата? Ова се игри за мали деца, да ти кажам право. Нема друга работа попаметна и сега го чичкаат народот со грбот. Сакам да прашам, па зашто мора да биде лавот грб? Од кога тоа овдека на ова поднебје, некој ќе рече под 15 век се појавил. Па како може на 15 век да се појави обележје лав, кога во 1346-7 таму, кога турците ја го поразиле Волкашин и Углеша на битката на Марици и го окупирале Балканскиот полуостров. Која е таа држава што го имала овој грб? Сакам да кажам овој символ како свој грб. Еве да дискутираме и за сонцето од Виргина. Зошто постои разлика помеѓу македонците во Егејска Македонија и македонците во Вардарска Македонија околу сонцето од Виргина? Зошто они го ставаат црно сонце на плаво-бела подлога, ние го ставаме жолто сонце на црвена подлога? Сакам да прашам. Ајде да ми го објаснете ми го, ако е национален символ сонцето од Виргина на македонците, зошто во Егејска Македонија е црно, кај нас е жолто?
И па сега, или нека биде една боја, нека докажат што е како е. На крај крајeva, грбот, што им смета грбот го ја осликуваат цела државата, поднебието во државата. И сега што, ова па го вие 5-6 години поморо на власт, ќе биде лавот, па ќе дојде, да не кажам, некоја друга партија, па тие ќе го сменат, па може направат ознаката на НАСА, може да стават месечината да биде овој грб. До кога ќе си играме, како што си играме мајтар со менуваме улици се и тоа што правиме? Благодарам многу за учеството. Останете да слушнете другите гледачи што ќе кажат како одговор на денешното прашање на Црвена линија. Тоа е дали ни треба нов грб на државата. Добар ден. Поздрав. Поздрав големи до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Благодарам. Овак, одговор на прашањето. Ништо од се тоа не ни треба. Апсолутно ништо. Се согласувам со ставовите на првиот и вториот гледач. А што нас ни треба? Ни треба стандард, ни треба плати европски, ни требаат пониски цени на намирници, на основни животни продукти. Ни треба решавање на ова аерозагадување. 3 до 5.000 луѓе годишно гинат во Македонија од аерозагадување. Деца се раѓаат бебиња мали со вродени мани, со не знам какви се веќе болести, и нивниот век им е што при самото раѓање вкусен. И нашиве политичари, наместо да се борат за животот, да биде подобар на обичниот граѓанин, тие сега се разматале со знамиња, со грбови, со не знам што. Па дали имаат памет? Дали имаат памет? Доста бе луѓе, фатете се за работа. Значи, фатете се за работа, решете го судскиот систем, решете го обвинителскиот систем, решете тоа што највише треба на граѓаните, здравството, образованието. Што сте се фатиле за такви глупави работи? Ние сме биле со Ангола, Таджикистан, па ние сме со Занзибар, вакви сега со вас. Занзибар сме на рамниште. Срамота и катастрофа. Фатете се за работа, подобрете го животот на граѓаните. Поздрав, пријатно. Благодарам многу. Инспирирани од тоа што го дадовте како одговор, ќе ве префрла малку на Facebook. Огнен Чанчаревич низ оваа фотографија го поставува прашањето со грбот до кај сме. Секако продолжете да коментирате на нашата Facebook страница, таму изгледаме секако вака. Ке можеме да ви покажеме уште еднаш. Прашањето е ни треба ли нов грб на државата. Вклучуваме гледача, потоа читаме коментари. Добар ден. Поздрав до тебе. Поздрав до вас. Гледач од Струмица. Добро е што на политичарите им текна грбот да го менат. Бидејќи се е средено во државата, сега уште грбот, па да стават лав, па рис, па најдобро ќе биде мечка да стават, да не изеде сите во Македонија, затоа што во Македонија нема македонец. Значи сите албанците викаат правата на албанците, ромите правата на ромите, босаците правата на босаци и така натаму. Никој политичар не спомна правата на македонците. Знаеш зошто? Затоа што нема македонци. Ако имаше барем еден македонец во парламентот, ќе кажеше правата на македонците. Значи ние не постоиме. Ние веќе знаеме дека по документи не постоиме. Барем да не спомнуват од време на време, да знаеме дека живееме. Според вас, кој ќе плати, доколку се случи промена на грбот? Па сигурно народот ќе плати, попот нема да плати, сигурно, попот бидејќи тој зима пари, а не дава. Народ ќе си плати како досега, а попот не плаќа. Молим? Ме слушаме. Да, добро, извини. Значи, народ ќе си плати, досега кој си плаќа? Срамота јас на 70 години, за 2 години два пати да вадам лична карта, два пати да вадам пасоши, па ова е голем срам бе, голем срам е. На 70 години, па ние веќе сме заумирали, на нас ни треба поп, не ни треба пасоши нови, лични карти нови, да плаќаме, взимаме по 16.000 пензија, за мене и за жена ми, праборба пензијата не ни стига само за пасоши, за лични карти, за друго да не зборуваме. Значи, ова држава е катастрофа. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување. Благодарам за споделувањето на вашите гледашта и одговори на прашањето. Ни треба ли нов грб на државата? Еве какви коментари пристигна. Почнуваме со коментарот на господин Лазар Стануевски, кој што напишал:
Објективно нема суштинска потреба од промена на грбот, освен ако тоа не е дел од поширок политички договор. Сегашниот грб е веќе препознатлив и историски поврзан со Македонија. Промената може да отвори дополнителни поделби наместо да обедини. Благодарам господине Станоевски за коментарот. Продолжете да не гледате. А вие секако останатите кои што нема да се вклучите во живо, продолжете да пишувате, ќе читаме коментари. Добар ден. Добар ден, почитувана. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Значи, и секак сум ја, не сватив, извинете, уште еднаш поздрав. Темата ви е навистина актуелна и со право сте ја поставиле. Ама јас мислам дека баш никаква потреба нема од промена на грбот. Зашто зад неа сигурно се кријат страшни намери на партиите по иднината на државата. Нека се стави лавот како символ на грбот. Ама нека исчезне од знамето на ВМРО ДПМН. Каде се видело символ во исто време и на држава и на партија? Навистина, не знам на кој се сетил на ова, но навистина е опасно. Па и предлогот за ставање на рисот не е безазлезен. Зашто слушнавме, одма во тој случај ќе следи предлог во грбот да се најде место и за орелот. И па во тој случај може би по соодветен предлог би бил со планинецот. И тоа е навистина наша одлика, редок експонат наш, да речиме. Иако јас сепак останувам на уверување дека грбот навистина нема потреба да се менува. И не само од аспект на сите овие опасности. Благодарам многу за вашето учество и секако напомена, ве молам, немавајте тајмерот е 90 секунди за едно вклучување, но и ве охрабрувам доколку сакате нови 90 секунди, слободно можете да го завртите нашиот број. Продолжуваме со гледачи, па одиме на коментари. Добар ден. Здраво. Здраво. Ни треба ли нов грб на државата? Не. Ја би ја вратил нијата патичната од озгора. И така да се биде. И таа патичната има да да гради и да води. Све друго е до палитет. Значи, гледам на медиумите, нова изјава тоа била многу просоветска племевина. Просоветска, така, советска. Теме Русија или така нешто, ќе сепак Советски сојуз, подразбираме сите Русија, така беше меѓународ. Иако беше Советски сојуз, дома сите вика русите ќе дадат, русите ќе дадат, така да тоа е тоа. Сега, Русија гази на велико. На велико гази. Ќе дојде тука и ги видам тие така што брат. Просоветска племена. Ќе бегаат у зајачка дупка или у глушачка дупка ќе се кријат. Ќе ги немаат, ќе се по кртови ќе се спорат. Ќе ги снемат под земја. Значи, да не менја, да не дираат такви, тоа е за мене идеал, бrzоство, сметење. Значи, грбот никако пипање, а знам дека атени се прави на браќата ранцизми. Тие сакаат да убасат нешто што е проактивно или балистички примеси. Иначе може ја става гривата од Антонио Милошевски да става мира. Благодарам за учеството и секако за одговорите. Ве префрлам на Facebook. Продолжуваме со коментарот на Винг Чон кој што напишал. Народот никој не го прашува затоа што мудро си молчи. Затоа ќе си плаќа за политичките глупости. Овој грб ја одразува сликата на Македонија. Вода, планини, житници и сонце. И не треба да се менува. Не се согласувам со многумина што велат бил комунистички советски символ. Благодарам и вам, Винчун, за коментарот. Продолжуваме со гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, Игор. Поздрав. Ни треба ли нов грб на државата?
Па моje мислење дека не ни треба нов грб. Сигурно овие политичари сега што се во собранието, сигурно кога биле деца го цртале овај грб, пошто и смо таа генерација, ни беше задолжително да знаеме да го нацртаме. Исто имаше и петокрака, кој што ја одликуваше народно-освоителната борба. На врвот од грбот имаше и петокрака. Па сигурен сум дека повеќе од пола тие некогаш и петокраката ја цртале или со 4 или со 6 краци. Па и таа еве се избриша и сега ќе ставиме рис, ќе ставиме мечка, не знам што. А еве Македонија наша е доста богата со реки, езера. Еве сега имавме ние енергетска криза. Мислам јас дека треба на кај реките може да нацртаме некоја хидроцентрала. И мислам подобро ќе отсликува денешницата. Затоа што имаме недостаток на енергија. Струја, пистата поскапува. А за пасоштеличните карти сето народ ќе позлати, се народ ќе плати. Како што и се играат со цените во маркетите. Цените се до тава. Така да овај народ уште многу ќе трпи само од собствениот народ. Истото со оглед на времето. Ви благодарам за учеството и за одговорите. Останете да не следите. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Ни треба ли нов грб еве на државата? Благодарам. Па вака, секи јас ќе кажа своето разјаснување, не ме прекинувајте. Прво да се разбереме. Значи, нашиот грб е најчист, најдобар, најреален, значи најпрактичен. Ќе речете зашто? Прво, тутун се произведува на цела држава. Го има на грбот. Клас жито, го јадеме што се вика тој. Имаме афио, го произведуваме во државата. Имаме памук, се произведувал некогаш, сега штета е што го нема и така. Имаме езера, имаме планини, имаме што се вика све што треба на една држава која што не загрозува ни една нација и националност во држава. Ние пошто се повеќе национални, иначе ги има тие символи и нема потреба некој да се секира. Значи, дали треба ние сега да правиме циркузи од нашиот грб? Меѓутоа, јас сум за тоа да се врати звездата петокрака, значи на нашиот грб. Бидејќи со таа звезда мојот родител погинал во Втората светска војна и на неговите коски некој сега се игра, ја тргна таа звезда. Срамота. Сега, што сакам да кажам, значи, се ми избега и мислата. Кој ќе плати доколку треба еве да се смени грбот со тој документ? Значи има една изрека, се ќе то народ да плати. Така да, значи, фактички нам не ни треба тоа. Сакам да кажам, дали треба да ставиме хидроцентралата што не ја изградивме по барање на... Така, благодарам за учеството и секако за одговорите. Повторно одиме на коментари, продолжете да пишувате, ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи. Продолжуваме со коментарите на Јасмина Михајловска Колумпар и Трифун Запаренко. Јасмина Михајловска Колумпар на прашањето ни треба ли нов грб на државата напишала: не, потребно е целосна промена на политичарите. Трифун Запаренко напишал: јас мислам дека штрајкувачот пред Жена парк со кебапи треба се да плати. А ние ве прашуваме, ни треба ли нов грб на државата? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Вака, да ви кажам, ова е пренасочување на народот, што има многу поважни проблеми, да се решат, сега им дојде до грбот. И сега, молим те, менјава лични карти, пасоши, све, и сега и ово на ново народно речено. И пак ли народот ќе плаќа? Значи, ова стварно, ја не знам, нема смисла. Ако мислеле нешто да прават, што не го направија пред тоа? Значи, сега, ова играње со народот, па дали се свесни дека они се гласани од народот? И значи они на вакви манипулации со народот можат и веќе да изгубат, не може, значи народот трпението го губи. Меѓутоа, ако сме сите народ, па треба сите да искочиме и да бидеме малку да видат кој со кого управува.
Значи, не може вака они да се играат, ќе им текне утре, ќе им текне нешто друго, им треба пари сега и ајде ќе менјаме ова, ќе се менја све и ајде ќе собереме пари. Па таа финта веќе народот многу убаво ја знае. Значи, стварно е срамота што се прави. Треба малку да размислат. Кога нешто носат некои одлуки, треба малку да размислат пошироко. Значи, овдека се води борба за преживување по маркети и по ред други работи, а гледате од друга страна што си стават што и треба на државата пари. Значи, вакво нешто не е дозволиво. Народот треба, не знам, пак ќе речам, ние треба, сме фини, ова да е друга држава, у ваздух е дигнати држава и све. А ние дозволуваме вака да се играат со нас. И сега да, ајде, овие другиве работи да ги забушат, а секој народот ќе опред. Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројувам. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Од Виница. Ни треба ли нов грб? Нов грб. На нас нешто друго ни треба, грб не ни треба, имаме си грб ние. Треба нешто друго како Србија да крене народот, ние спиеме, они што сакаат прават, па паѓа мени лични карти, па пасоши, па до кога ќе страдаме сиромаси ние бе. А бега се згрбава, тега Бог да еден ден остана црк да ги јаде баш. И му преачил на Мицкоски. Ако случајно тоа направи, нека вече ни гласа, не гласа ни мена лична карта, ни ништо. Ово е град като бе што се работи. Ајде менија име тамо, ајде та устава да се мени или сапа државен грб менил, па се имате не. Абе дајте нека овај народ работе, да има што да живее, парат, разбираш. Не му треба, разбираш, тамо тоа си грб, што си е грбо, што и сопира грбо. Да бил комунистички, па така е било времето, така е. Оти некој тук не мени грб, државен грб да имаш. На кој му се опира нешто што не на никој не смета. Ја не знам какво сме народ ние, това е страх и трепет тук е нас. Абе дај народот нека работи, да се вработува, да работи, да има плата, да покачи плата, нешто такова. Ама па греоте, па нема после што да крадат рамлиите. Ова е немогуче. Грб ќе минил, државни грб ќе минил, па после лични карти да мениме, па пасши да мениме, па 30 документи, па доста е толку вече. Благодарам и вам за одговорите. Продолжуваме со коментари. Викничун надополнил. Вели, сите проблеми ги решија, се фатија за грбот. Си играат мајтап со народот. Ако така и ни треба. Лазо Тодоров напишал, ако треба да има некое животно на грбот, тогаш најмногу одговара магаре, кој е синоним на тврдоглавост и инат, како што сме ние кои живееме во оваа држава. Да продолжиме со гледачи. Добар ден. Подсетуваме денес црвена линија прашува, ни треба ли нов грб на државата и доколку се случи промена на грбот, последователно ќе следи секако и промена на пасошите, личните карти, изводите и така натаму. Кој тоа ќе го плати? Добар ден. Ало, добар ден, повтор пат. Може, секако повелете. Еве, сакам да начнем една тема за да видите колку нашиот народ е погрешно информиран. Те замолувам да го прочиташ уставот, мислам дека е член 7, тоа за јазикот. Да види народот од која година во оваа држава е воведен втор службен јазик, за да не се препукуваат меѓу себе што е постаро кокошката или јајцето, или кој нешто вовел. Да им прочитате како гласи дефиницијата за втор службен јазик во оваа држава, за да видат луѓето реалноста колку ги играат политичарите со тоа што ги замајуваат со вакви теми. Во оваа држава имате два службени јазика по уставот. И тоа е и целта. Ако се отвори сега уставот, мислам, знаете, депутат не веќе да се разговара. Ке морате со докази на луѓето да им кажете колку ги манипулираат. Толку пријатно. Благодарам за второто јавување. Добар ден. Дали се слушаме? На 02307-005, дали имаме некој на линија? Добар ден. Добро, јас ке преминам на Facebook, пред да го вклучиме следниот гледач или може би гледачка. Подсетуваме денес, прашуваме ни треба ли нов грб на државата.
А во продолжение го читаме коментарот на господја Антонија Глегорова, која што го напишала следното. Не треба да се менува, затоа што тоа повлекува трошоци за промена на документи, а секако тоа ќе биде трошок на граѓанинот. Владата нема да покрие никаков трошок, затоа што им требаат пари во државната каса. Вингчун и трет коментар, всушност на дополнување на предходните два, напишал: во која држава им се исполнети желбите на сите нации кои живеат во таа држава? Химна, знаме и грб. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тино, грбот не треба да се чепка и треба цените да се намалат, народот плати пензии да се зголемат, а грбот неко чепкање. И да се завршат работа со арамиите. Арамиите треба сите пари да ги вратат назад. Тоа треба, а не грбот да се чепка. Бејте поздравени и толку. Благодарам. Иако куси сосема јасни. Останете да го гледате ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па грба не треба да се менува. Ни грб, ни знаме, ништо, се си е во ред. Ги имаме сите обележија што и баш онакви какви што треба да бидат. Тоа што ВМРО сака да го стави лавот горе, мислам лавот како грб, тоа е пробугарска работа, бидејќи лав бил символ на некои бугарски кнежества во Отоманската империја. Ние немавме никакво кнежество, тогаш не бевме ни спомнати како македонци. Да, Македонија како регион, како географски поим постоеше, ала Богу. Како што постоеше и Палестина, како што постоje и Сина, и сите тие работи, историски работи. Таа историска покрајина, не е ништо друго. Никош не била држава и немала таков грб со таков знак, со знак на тоа биле бугарски кнежества кои што го употребувале, а го употребувале и името Македонија, бидејќи кнежествата се наоѓале на тој географски поим, на Македонија, на тлото на Благодарам за учеството. Напоменам, внимавајте само на тајмерот. Одиме со гледачи во живот. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. И до сите во телна телевизија. Благодарам многу. Ја не знам што му фали на грбот. Прекрасен е да го гледаш, сите што го гледаат грбот на нашите документи, викат дека е одличен. Па тој што го предложи, таа партија, овој закон, нека он плаќа трошковите за лични карти, пасоши, возачки, сите документи што треба да ги менјаме. Ние нема што друго, само ќе менјаме документи, а они ако се толку заинтересират за државата, нека штитат државата и нека дадат повисок стандард народот да живее. А не само ни ја дерат кожата, дерат и до кога ќе ни ја дерат се знаеме. Цените идат баснославно горе, а они се занимаваат со глупости. Те грбот, те ова, те она. Тоа се нонсенс работи што не треба да се чачкаат, а не па да ги менјаш. Така, те улици менјај. Па во Београд, ја кога ќе отидам се дишам, Београд, Македонска улица, па Битолска улица. Зошто да ги менјаат со години тоа, од кога сме одвоени? А овие нашите одма мора да се смени. Само да исперат што повеќе пари, да ги дополнат джеповите, од тоа нивно крадење останавме без ништо. Све идеме назад и назад, уместо да идеме напред, ние идеме назад. Благодарам многу за тоа што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Ве префрлам повторно на Facebook. Благодарам и тука сте исклучително активни, има многу коментари. Продолжуваме со коментарот на господја Лилјана Костовска, која што напишала: се друго решие, остане уште промена на грбот.
Ова е дефокус на народот да не мисли на другите крупни нерешени проблеми, ветени за време на изборите. Тоа служи само за замајување на народот, кој за жал лесно се лаже. Продолжуваме со гледачи во живот. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Ни треба ли нов грб на државата? Намислен сум дека не треба. Зошто? Заради чисто технички причини. Не навикнавме на тој грб и сега не ни треба 3 вола за орање. Ќе настанат големи проблеми. Барем со тој грб што го имаме сега, на некој начин се потврдува Титовото влијание врз постанокот на македонската нација, за кое што цел свет го знае дека е така. Денешната македонска нација е произлезена од црвов комунизмот. Затоа да не се многу уричкаме, ќе настанат големи проблеми. И да му пуштам еден поздрав на Мицкоски јас, зашто не ја спомнува првата химна македонска после војната, која беше Изгреј зоро на слободата. Ја пеа партизаните, првите асномци. Ја пеа и Киро Григоров има стојно простум на таа песма Изгреј зоро на слободата, а направена е по нарачка на Тодор Александров. Благодарам. Подсетување напомена, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Одеме со читање на друг коментар. Го ме напишано господинот Орце Цветковски. Вели, грбот не треба да се менува. Оваа лакрди од власта се користи за замајување на јавноста заради секојдневното поскапување на цените на сите производи и услуги и не покачувањето на платите на работниците и катастрофалниот почеток на оваа власт. Дно. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме, во црвена линија сте. Да кажам... Секако, ве слушаме. Да, добро. По моје, ја мислам, све да нека се смени, само да биде Македонија како што си беше. И да нема знами на по улици, албански, раму, шиптарски, ромски, кој како сака си прави Македонија. Значи, ова не е држава. Све нека се смени, само да се знае кој е Македонија. И толку од мене. Поздрав. Благодарам. Куси, но јасни. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме? Да, повелете во црвена линија сте. Благодарам. Значи, уште грбот не фали и супер ќе биде се. И крила за да полетаме. Супер сме. Видете, ако е во принцип зборување за грбот, добро. Јас сум присталица на посовремени вака решенија кои што ја одразуваат историјата на народот, како што беше со знамето, значи вакво такво, меѓутоа не е ни од Виргина, не е ни нечие партиско или партизанско, туку е артефакт. И добро испадна и добро се вклопува. Грбот исто е надмина, за мене не, како символ ништо не представува, вака естетски мислам. Али видите што правеле големите држави. Менувале знамија, символи, така натаму, меѓутоа, кој ќе се конституира како држава, си ги зима традиционалните обичаи и тоа го втиснува во тие нивни знаци. Јас сега би предизвикал вака провокација, кога веќе сакаме да биде нешто неутрално, кој што е за сите тука, зошто не биде нешто автентично, мада е необично. Лавот значи про-бугарски, орело значи про-српски, про-албански. Зошто не рисот, например? Тоа би било убава една стилизација на знак дека на сите им е. Тоа е само единствен во Македонија познат. Значи, така да биде одраз на разликата на државата во однос на другите. Не сваќате, само во тој смисол би разговарал, али тоа да се отвори дебата и нека трае, не е сега реши. Благодарам за учеството. Марија Соколовска на Фейсбук напишала:
Искрено уште црвен орел ви фали, се друго е таман. Направивте да си одиме сите, да се ги напуштиме фамилиите и домовите. Срам голем. Горијан Ѓоргиев напишал: минувањето на грбот е апсолутно непотребен и антидржавен чин. Доколку се промени грбот и се прифати лавот, навлегуваме во една нејасна и дискутабилна сфера, а на соседите им се дава алатка за нивните ставови, се извинувам, во однос на нашата посебност. Сегашниот грб ја символизира нашата државност и го значува нашето единство. Благодарам за коментарите. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ни треба ли нов грб на државата, според Не, вас? одма одговор е не. Ја поддржувам Марија тоа што кажа, ја поддржувам Марија тоа што кажа на нејзиниот статус. Од вака, ако пак се менувам документи, ако треба од ѓавот извам пасош и поќе не можам да се расправам. Ова на ништо не личи ова. Се зачудив и на Милошевски, ја посебно и на Максим Димитриевски во дивните изјави. Абе, што сакате, бе, луѓе? Еве, ајде, како што рече човеко, Рисо или ова, или било кој. Ако е за сите народи во Македонија, тоа ќе најисправно да биде шарпланинето. Само додаден, ништо друго. Тоа е одраз. Шарпланинето е признат како куќе во свето, да речеме, дека постои. Ама нема потреба од вакви работи. Шо правиме? Еве, се зборува на поредо господино Таравари, дури па сега ако ова и химната. Е добро да го прашам него и еден многу јак представник од ДУИ во една емисија, правник бил. Добро, што ќе пееме? За балистите ќе пееме тогаш во химната. Кого? За учеха ќе пееме. Што ќе додадат тие? Час и чест на посебни луѓе, мал број во партизаните што биле. Али тоа биле мал број од албанска страна. Зато прашувам да ми одговорат што ќе пееме. Од вака памне СДС, вака ќе си памни ВМРО. Тоа по себе само си од. Благодарам многу за учеството. Ево уште коментари. Борко Иванов напишал: добро кажа гледачот, на грбот да се стави една од мини хидроцентралите на Мици или цело село што го купи таткото на Милошевски. А Тони Димчевски Љамо напишал: да, треба да се смени. Треба да има џунгла, пошто таква не е државата. Лав како се шета по џунглата, со небо и горе како летаат орли. Може и некоја овца понастрана од лавот да асоцира на народот. Село гори, баба се чешла. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Јас мислам не треба да се смени ништо, ни уставот да се отвара, ни па химната да се менја, на што личи државата, која држава ќе бидеме, која химна да ја ставиме, а и не знам дали го слушавте, господинот Таравари отворено кажа. Они не само што бараат химната, бараат грбот, бараат уставот да се отвори и имаат пакет, значи уште нешто имаат у пакетот, они сакаат да го отворат, за да си пишат, ние ќе бидеме малцинство, мене така ми изгледа. А ова за документите, јас сум 70 и неколку години, 21 извадив документи, сега прошлава 24 извадив све плаќав од пензија, сега јас треба одново па да вадам, кој ќе се смени грбот мора да се вади. Све па нови, а понапред беа над 70 години, не знам баш точно, до животно беа документите. Ова на што личи? На што личи? И ја не знам што не се задоволни, ја моментално одам по лекари, гледам кај да одам, 8 септември, државна, по Букуреш, се повеќе албанци. Наочно, кај додам, на сите државни, немам против, нека бидат. Ама што бараат више? Не знам што бараат. Да не осудуваме во однос на здравјето, секако ќе подсетиме, еве, колку и да сте изиритирани, гневни, имајте во предвид за било која тема да дискутираме со вас. Црвената линија ќе се активира доколку зборуваме со непочитување, со употреба на погрдни зборови, говор на омраза и насилство.
Одиме повторно на Facebook. Подсетувам, благодарам за учеството. Има поприлично доста коментари, па еве дел од нив. На коментарот на Гуран Брајковски. Нема потреба од менување на грбот. Ги има на него сите атрибути, се мисли на географските и историските обележја. Ова е само дефокус на власта која треба да работи на економски прашања, вработувањата и борба со цените, каде треба да интервенира по маркетите, каде маржите достигнуваат до 70% од цените. Тие за овие 8 месеци не превземаат ништо околу тоа и донесувањето на минималната плата, која треба да се донесе што побрзо со корекција на останатите плати, тие се приоритетните работи. Не сега грбот, ако нешто треба грбот да се менува, народот треба да се праша. Зоран Котев на прашањето ни треба ли нов грб на државата, напишал не. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ни треба ли нов грб на државата? Не ни треба нов грб, ни треба повеќе пари. Ало? Да, продолжете, ве слушаме. Ни треба повеќе пари и никако уставот под притисок да не се сменјават, да не се менува, да не се отвора уставот, да не уценват Европска унија нас, весь ден со разни уцени, мени го името, мени го уставот, мени ова, до кога бревака? Нека застанит владата цврсто, да не се менува ништо. Ни грбот е добар, а ако се мени грбот, значи, ќе бидат трошоци на народот, ама и супер, нема потреба, мислам, од такви глупости. Тоа е сега, нешто не знам, на кој му текнало, а и химна, ние си имаме химна, Македонија сме, нека земат, нека се зафатат власта со по-озбилни работи, сиромаштија, голема, значи, ќе нема луѓето леп да јадат. Треба, значи, да ја намалат маржата на струјата 18% плюс пренос за струја, значи, кај го има то? Толкави трошоци, не може народот да издржи. Исто во маркетите. Маркетите треба да си одат по мала маржа, а не дупло да се збогатуваат. 50 го зема, 100 го продава. Нема врска, значи. И за некои работи по 3 години што не се исплатени, например, земјотресо оштета во Битола што беше, не е исплатено ништо, значи евеа 3-та година. Минатата власт ништо, 2 години не направи. Сега очекуваме на новава власт да се погрижи за некои работи, затоа и ги гласавме, затоа и ги сменивме. Така, благодарам за вашите одговори во црвена линија. Слободан Димчевски на Фейсбук напишал: треба да се промени државата веќе, се гледа дека ова не ја бива. Срам и греф е ова веќе што му го прават на овој народ. Гоце Василковски напишал: средете ја државата, 33 години само крадење, грбот не храни, ни треба јак стандард, не е време за вакви глупости. Освестете се. Добар ден. Леле. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Не може да го намалам. Ве Добар слушам. ден, еве, јас сега добро слушам. Прво да прашам, кој му бара на господинот Мицковски да го смениме грбот? Јас колку што разбрав, тој самиот даде изјава. Прво Мицковски даде изјава. А после новинарите го прашаат Таравари што мисли. Ја не знам како оваа идеја на нашите политичари дојде на виделина. Во овој момент кога државата ни тоне во економско-финансиски проблеми, кога граѓаните не може да врзат ден со ден. Ова е некое замајување веројатно на народот од страна на власта. Така мене ми личи, затоа што прво го кажа господинот премиер дека треба да се промени грбот на државата. Грбот на државата не треба и не смее да се промени. Овој ваков каков што е одличен, токму како што доликува на нашето поднебје. Од сите аспекти. По-добро нешто не може да биде. Што ни треба нас кучиња на грбот? Што ни треба мачиња? Што ни треба животни? А лавови па најмалку. Кога имало лавови на територија на Македонија? Но никогаш, од кога постои земјата. Никогаш немало. А ако тоа е партиски грб, со лав нека си биде партиски.
Ние немаме ништо против. Меѓутоа, овој грб не треба да се менува. И не треба да се зајадува народот на етничка и не знам каква друга основа. Не може ние сега сите животни да ги редиме на грбот. Во Македонија живеат луѓе, не живеат животни. Благодарам за учеството. Ево уште еден коментар на госпоѓа Цветанка Стојановска напишала: не, грбот не треба да се менува. Хералдиката не е наука за карикатура. Грбот на државата не е обичен лист хартија, па кој како сака на него да си чкртка. Поздрав, поздрав, госпоѓа Стојановска, благодарам за учеството преку коментар. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден за убавото чупе на Телма. Благодарам. Имам да кажам неколку збора. Не треба да се смени ни грбот, ни другите работи, останатите, ништо, ни лични карти, ништо, затоа што ние видовме голема мака во тоа сменување. Сега пак ќе не изложат на трошоци, на кој му текне ова чудо да го прави? Значи, стварно не е во ред. Државата ни е во каша, тие не носат кој знае каде. Ами ga будала да си, ќе ти текли што се работи. Само кражби 30 години, замајување на народ, скапоти. Па ова еднаш нека престани 30 години во мајкино. Ова се прави. Па некој нема да го запри ова сето. Сите трчавме да гласаме ВРМО ќе не спасело. Како не спаси ВМРО, сошто? Рече ќе ги фатиме криминалците и сите ќе одговарат. Кој до сега одговараше? Никој. Сега замајување со грбот, не знам што му фали на грбот. За личните карти не знаете вие што тргнавме ние овдека. Редици чекавме по студот, секаде ништо не можевме да завршиме работа. И сега пак истото да не чека, па греота е. Многу да ве поздравам, убаво девојче. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Ево уште еден коментар на госпоѓа Билјана Николовски, која што напишала: да, овци, кој ќе не представува за жал нас народот. Бидејќи за жал кој како стигне, така си играат со нас народот, а ние свесно му го дозволуваме тоа. А кој ќе плати, нормално се знае, ние народот, овчичките послушни. Поздрав и прекрасна тема за разговор. Благодарам и за учеството преку коментар, госпоѓа Николовска, и сега да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм, поточно профилот на Телма телевизија, и еве ги и резултатите. На прашањето кој ќе плати за промена на грбот на документите, Инстаграмџи со одговорот владата со парите на граѓаните одговорија 35%, а граѓаните сами ќе си платат, одговорија 65%. Продолжуваме со реклами, па потоа повторно во студија. Благодарам, почитувани, што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Тука е веќе крајот, но и почетокот на убаво задоволство, благодарение на оние кои што се веднаш до мене. Или подобро да речам, после мене. Нина, ти Ката, како сте? Не знам, Нино, нешто... Се договараат гости, се прави не е само денеска, секој ден е. Секој ден е. Ова како сега да го сватам, дека ви е тешко или дека ќе имаме нешто многу добро? Дека ни е супер свати. И задоволство, нормално. Ете така, па и мене ми е задоволство и ќе ве гледам. Така е, ќе биде навистина на задоволство и на нашите гледачи. Имаме